Банките на грбот на граѓаните и фирмите лани оствариле рекордни 135 милиони евра добивка. Огромниот профит е во услови на многу скромен индустријски раст и намален животен стандард, кој неминовно граѓаните и фирмите ги туркаат во забите на банките. Да. Прескапи се, да. Некои што имаат убави плати, може не е многу високо, ама на некои што се пониски платите или средно, за ние е поскапо тоа. Значи каматите. Па и изгледа скапички се. Скапи. Да. Колку и да се лути, она што на граѓаните им е јамка на вратот за 14 банки на државата е задоволство и успешно работење. Успехот лани броеше 135 милиони евра, од кои дури 44 милиони завршиле кај Стопанска банка. Веднаш зад неа со 34 милиони евра испумпани од граѓаните и фирмите е НЛБ, потоа Комерцијална со речиси 29 милиони и Охридска банка Сосиете Женерал со 9 милиони евра добивка. Сите овие пари на банките и доаѓаат од камати, провизии и други недоместоци, кои на годишно ниво во последните 5 години нивната профитабилност ја зголемуваат за дури 34%. Секако овие големи профити ги дозволила државата, па прашањето е што таа може да преземе на граѓаните и фирмите да им се намали товарот. Споредено со добивките што ги остваруваат банките, кои се на ниво на една година околу 200 милиони евра, мислам дека и време Народна банка да се ангажира кон намалување на каматните стапки кои ги пласираат банките на своите средства, бидејќи на тој начин и банките ќе имаат поголеми обрти, а меѓутоа со помали каматни стапки кои што пак ќе допринесат да се малку да се симне товарот од населението и од стопанството кој што е во овој момент е крајно тежок. Но кога во прашање се банките и висината на каматите, граѓаните се скептици. Тешко, кај нас тешко се менјат работите. А би требало. Народот е истуштен више. Па убаво да се намалат, но дали ќе го направат тоа? Ќе видиме. Што е камата? Банките само дрп, ништо друго не прават. Скептицизмот и во овој случај е оправдан зашто банките во континуитет бележат огромно зголемување на профитот, што не е случај во другите држави. Токму и поради ова, банкарскиот е убедливо најисплатлив бизнис во државата.